Добро вечер во последната емисија Cyber Команда за втората сезона. Ова е 56-та епизода од двете сезони Cyber Команда, која почнавме, која стигнавме до 56 епизоди. Но добро, мене ми се допаѓа овој формат затоа што можам да направам еден следоред, тоа сум го спомнувал и во други епизоди, но да повторам затоа што не сум оптимист дека секој ги гледа сите епизоди и дека има толку заинтересираност во смисол да е цело време залепен пред екран. Сепак оставаме неверојатно многу материјал позади нас, оставаме многу материјали, односно коментари, односно настани на кои што се произнесуваме и правиме еден следоред за да буквално, како да речам, да го запишеме контекстот на времето, да оставиме трага некогаш кога ќе треба нешто да се анализира, да имаме некој материјал кој што ќе може од на лице место, од истиот ден или од истата недела да се подсетиме на настани кои што поминале, а за нив нема друг запис. И тоа нема друг запис затоа што забележав дека многу од овие веб-сајтовите, се извинувам, веб-сајтовите што се блиски до власта или до Белата палата, почнаа да бришат текстови. Значи, многу е лесно во денешно време на дигиталниот свет, дигиталната револуција, нешто да поставиш и нешто да избришеш. И така почнуваат мистериозно да исчезнуваат текстови во кои што имало некакви ветувања, кои што не биле соодветни на денешната конјунктурна позиција, односно на денешните фотели и буџетот што се контролира од фотелите, а се има потреба да се пренасочи за некои други, да речеме, потреби, да речеме, за 5000 евра авионска карта. Значи, снемува пари на една страна, за да се обезбедат за друга, и исто така мистериозно ги снемува дел од текстовите кои што би можеле да бидат сведоштво за тоа време. Дотолку повеќе, улогата на овие емисии, јас барем, јас сметам дека е со обврска да оставиме што повеќе трага. Ние тие текстови, веднаш да кажам на тие што ги бришат, се трудиме да ги скенираме, правиме скриншотови, видеата ги симнуваме, имаме голема база и од сите тие видеа правиме паралелна база за ако исчезнат видеата да ги вратиме назад во живот. Оти, секој сака да исчезне трагата од злосторот. Значи, да нема на кој начин да ги повикаме на одговорност за оние лажни ветувања кои што се давани во име на подобар живот, подобар стандард, враќање на името Република Македонија, поништување на Преспанскиот, веење на 16 краки сонца, удирање во гради со патриотизам и така натаму. Значи, правиме, пак ќе кажам, луѓе, не бришете, направени ни се бази, имаме многу материјал добар. Океј, бришете, пробајте, може нешто ќе успеете да исчезне. Меѓутоа, ја би рекол дека јанлаш ќе бидете, материјалите ги имаме и базата е тука и ќе ве подсетуваме. Затоа велам 56-та епизода, брзо напредувавме низ две сезони, денеска е последната епизода од втората сезона, ќе се вратиме со трета сезона, многу скоро, ќе се вратиме со друг начин на правење на овие емисии, ќе направиме апгрейд многу сериозен, имам многу интересни рубрики кои што ќе ги извадиме, ќе ги коментираме видеата во живо, директно, додека зборувам, односно во следоред во емисијата. Значи, ќе направиме сериозен апгрейд, малку ни треба време, технички се подготвиме за тоа, но третата сезона ќе биде нешто што ќе биде многу интересно да се гледа. Не велам дека и до сега не. Оти велам дека некои работи само ние ги коментираме или први ние ги коментираме за да подоцна се отворат како интерес на јавноста. А многу често само ние ги коментираме затоа што не е конјунктурно или да речам народски, не е добро да се коментира, то ти може да се изиритира власта. Добро вечер, јас сум Филип Петровски, ова е Cyber Команда на YouTube каналот на Infomax. Значи, две полни сезони разговараме. Ова позади мене е Шафхаузен, многу убав часовник,
Сакав да ја илустрирам оваа емисија, оваа последна емисија од сезоната, со вака една убава позадина, со еден убав часовник или убави часовници. Ова е фирма што прави часовници за богати луѓе. Ова е фирма што прави часовници за елита, поретко за политичка елита, многу почесто за богати, успешни луѓе со многу пари. И затоа, па погледајте, па неверојатно. Па кој не би сакал да има ваков часовник? Значи, секој богат, успешен човек, кој што направил милиони евра во својот живот, во еден момент, кој има, да речеме, ако е 50.000 евра часовникот, а он има едно 100 пати повеќе пари, си вели 1% до 2% од парите што ги има, може да ги одвои за нешто вакво, за да делува уште попредставително, уште по-високо, уште по-елитно во контактите кои што ги има со своите деловни партнери. Имаме сега ние еден случај во Македонија, кој што не го фатија баш многу медиумите, малку не им беше згодно, не им беше угодно, па може и да не им беше и дозволено да се фатат да разговараат за Шафхаузените, бидејќи премиерот, знаете, пријави најмалку 2 часовници, кои што вредат најмалку 60-65.000 евра, кои што ги купил затоа што заштедил пари од начинот на живот кој што го водел. Мене тоа ми беше и тогаш кога ги пријави, а и сега, а и во иднина ќе биде прилично сомнително како може човек кој што во 22, на крајот 22, кој што вели во интервју за А1 он, значи ја ќе ги цитирам медиумите, нема зошто да не, тоа интервју се уште постои, може да се погледа, делови сега ние ќе извадиме за оваа епизода. Значи, во интервју вели: живеам скромно, од професорска плата и немам други приходи. Тоа е пред година и пол. Исто така вели: дома штедиме на струја, се облекуваме све потопло и струјата све пониско паѓа во станот, затоа што има енергетска криза, имплицирајќи дека овие другите не знаат да ја решат, он знае да ја реши. И дека, нели, катастрофа, зима е, ќе се смрзнеме, ќе пукнеме, професорите не можат со своите плати да живеат и така натаму. И све е тоа окей како наратив, затоа што добива една човечка димензија нашиот другар, професор, доктор, господин, братучет, роднина, и господин два пати, и премиер, и политички бог. Све е тоа окей да сакаш да се прикажеш дека си близко до народот, дека сочувствуваш со народот, знаеш дека народот штеди, па еве и ти штедиш, знаеш дека народот топло се облекува, па еве и ти од джемперчиња се ставаш, од баба што ги штрикала, и знаеш дека се спушта температурата, дома не се тресат коските, и исто и ти го правиш. Значи ти си човек од народот. Ти си исто што се и они. Они патат и ти патиш. На нив им е тешко и на тебе ти е тешко. Ти си, значи, одговорот за се. И така би, ти си одговорот за се. Овие неспособните си отидоа. Значи, да не се разбереме погрешно. Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија, се извинувам, треба да им е така името, бидејќи СДСМ го преименува уставното име, како и ВМРО или ДПМН, или нешто измеѓу тоа, со 8-те негови. Значи, овие Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија, кои што не се доследни да си го преименуваат името на партијата, а го сменија името на државата за веки веков, како што гледаме, беа неспособни, беа несоодветни, беа наакани и требаше да се сменат. Во текот на оваа сезона,
ние дебатиравме на широко како треба да се сменат, дека треба да си одат, но дека треба народот, тоа беше моje лично убедување и јас стојам позади тоа убедување и сега, дека народот требаше да го даде својот глас против политичките елити, против политичката и бизнес олигархија сплотена во едно, која што наликува на подземје или на структура која што го контролира целиот капитал во оваа држава, против партиите кои што 33 години не бранат, а додека не бранат, изгубивме знаме, име, грб не ни добивме, се обезличивме, целиот капитал беше заграбен од група на поединци, а народот остана на улица и добар дел од народот се исели. Да, тоа беше моје убедување, дека треба да се гласа против големите партии. Против едната беше гласано и таа доживеа дебакл. Оние, Социјалдемократски сојуз на Северна Македонија, доживеа дебакл и браво, требаше да доживеат. Но другата, наместо исто да биде казнета, беше наградена. После наградата, кај ми се часовниците работат? Па нешто стои ова. Ве молам, пуштете ми друго. Се извинувам за малата интервенција, моравме да го приближиме, да ја приближиме оваа убавина. Многу добри видеа има на YouTube за Шафхаузен. И не случајно. Да поживаме малце. Значи, погледајте. Ова е таква убавина. Има ли некој, искрено кажете ми, ај сега ма наискрено, кој не ќе да има ваков сад? Така е, нема. Но, не можете да имате. Требате да бидете богати. И ова го спомнувам апропо, визави, или да не, нели користам вакви сложени кованици и неологизми и странски зборови, во однос на скромното професорско платиче и джемперчињата што се облекуваа пред година и пол за време на енергетската криза, што ја предизвикаа неспособните од Социјалдемократски сојуз на Северна Македонија, а овие дома спуштале температура на греалките и се треселе и штеделе. Тоа беа изјавите на Мицковски. Овде ќе ми ја дадете таа изјава од А1. Ќе ве прашам, имате ли некој план ако снема струја во януари? Купивте ли агрегатор како ќе се загревате, како ќе бидејќи претпоставам ако ве прашам дали ќе имаме струја во януари, ќе речете тешко. Не нема да кажам тешко. Не сакам да помислам дека може да немаме. Во 21. век не сакам да помислам дека може да немаме при ваква европска мрежа на далноводи. Но тоа ќе биде скапо платено. Да, тоа ќе ви го потпишам дека тоа ќе биде скапо платено и тоа веќе скапо го плаќаме. Впрочем, секој ден кога пазарувате во маркет, гледате како ви се намалува кошницата за истите потрошени пари. Па дури маркетите ги исклучуваат фрижидерите затоа што веројатно нема. Тоа е втор проблем. Тоа е втор проблем. Дома се повеќе облечени сме, пониска е температурата, помалку грееме и така натаму. Па нормално е дека штедиме. Јас живеам од професорска плата. Јас во политиката живеам од примањето кој што го имам на мојата матична институција, Машинскиот факултет во Скопје. Нормално е дека како влие инфлацијата на другите семејства, влие и на моето семејство. Јас не водам бизнис, немам дополнителни приходи. Можам да сватам дека ви е подобро. Кога го видовте ова, и ова вака нема да биде во трета сезона. Во трета сезона ќе имаме топ апгрейд на овие материјали кои што ќе ги гледате. Ќе видите. Стрпете се. За скоро ќе почнеме со третата сезона, ќе биде топ. Значи сега го видовте професорот, доктор, брат, другар, браточет, првоборец и се друго, како вели дека дома штедат и дека живее од една плата. Односно, се извинам, од професорска плата, скромно, дека нема дополнителни приходи. За да добре, извините ако сум ви досаден, нели, па може да не ќе да зборуваме за богатството и за Шафхаузените, може сакате да зборуваме за Гаши и неговите врски со ИСИС. Ама може би подоцна, може и утрета сезона, тоа нема да исчезне како проблем. Ово е од Косово, татковината што му е од Косово. Значи, од скромно до имотен лист
односно функционерски лист од пред месец дена, во кој што нашиот првоборец, професор и доктор, потврдува дека штедел и си купил саати од 65.000 евра. Чекај, штедиш за 10-20 евра сметка на струја и уштедуваш 65.000 евра за саати? Многу интересно. Замолувам книга да се објави. Првоборец су професор, доктор и све друго. Дајте ги вашите рецепти. Народот сака да се збогати. Народот чита такви бестселери од светски милионери и милиардери, од Трамп, не знам, до Брайан Трейси, како се збогатиле. Сигурно ќе биде читана многу таа книга. Ако некогаш ја напишете. Значи, од штедење пред година и пол, тоа е октомври-ноември 22 и тресење од ладно, до Шафхаузени од 65.000 евра. Ох, што е убав. Шафхаузени од 65.000 евра, година и пол дена подоцна. И заплеткувањето во појаковата мрежа оди и понатака, тие мити биле уштедени кога првоборецот бил директор на Електрани на Македонија. Има еден проблем. Го извадивме имотниот, односно функционерскиот лист. Таму ги нема. Значи, или се појавиле подоцна, или ако ги имало незаконски не биле пријавени при излезот од Електрани. Ај пак ќе објаснам, не ми е тешко. Кога влегувате на функција давате отчет, што имате, и кога излегувате од функција давате отчет. Затоа што се проверува периодот кога сте на функција, дали енормно сте се збогатиле. И сега ако го нема на излез, ако ја нема оваа обавина на излез, извинете, ме хипнотизира. Морам да поќутам да погледам колку е добар овој сад. Значи, ако го нема на излез, тоа индицира или дека на вистина го немало, или дека настанало енормно збогатување кога нашиот професор, доктор, пријател, другар, брат и доктор и професор и господин бил директор на Електрани и го стекнал на начин кој што не бил соодветен. Па затоа и не го пријавил, односно го сокрил. И сега, он бил директор, сатот го нема. Умеѓу време се треселе по дома поради енергетската криза и било страшно и немал дополнителни приходи. И на крај станува премиер и скачаат саатите. Па треба човек да е идиот, комплетен, да верува дека не се работи за нешто што е спротивно, надвор од законите или за корупција. И на ова ДКСК, Државна комисија за спречување на корупција, овие што бараат дипломатски пасоши. Абе, знаете како со дипломатски пасош, малце боле се осеќаат на граница, као, ти, обичниот, сме со дипломатски пасоши, сам не има предимство на поминување. ДКСК која што ја памтите по нешто, ја не. Но ајде, окей, постојат као орган. Значи, овие што бараат дипломатски пасоши, и шефицата добила, и службени коли, све не можеле се возат автобуси, ќе ги видите, тие наслови ги има на нет, да не обременуваме емисијата. И они викаат, тоа што го нема ова милениче, оваа лепота, тоа што го нема во функционерскиот лист на нашиот ајатолах, било застарено. Ко правите? Ко правите вие мутав? Онде го нема, умеѓу време се тресе под налетот на струјната криза, станува премиер, вади сатови од 65.000 евра. И тоа било застарено. Па добро бе,
вие од ДКСК, МКСК, од кај да сте, и сите други, како мислите вие да се прави држава без корупција, ако на вако очигледен пример не реагирате, не смеете да кажете ништо, збор, зуц. Океј, еве, за потребите на историјата, за потребите на времето, јас го кажав. Го кажав и од неколку претходни емисии. За мене е ова еклатантен пример. Не толку за корупција. Мислам, гледайте, човеков сака да има еден стил милионерски, као премиер. Сака да отстапува на тие НАТО конгреси, самити, Г7, Г20. Може и таму ќе овикнат. На тие самити Украина, Русија, Зеленски која го помирува, нели? Ние сме у една офанзива, решаваме светски проблеми. Сака да отстапува. Све тоа окей. Меѓутоа, немањето на однос од една комисија, која што во насловот го има Државна комисија за спречување на корупција, е повеќе од смешно и дајте ако не, па барем да ја укинеме таа комисија, зато таа влече 50-100 луѓе од функционери до помошен персонал и да не речам сега фрламе пари во ветер, бидејќи резултати од ништо и нема. Така што намерно повеќе пати го враќав и еве во финалето на сезоната со оваа убавина ве почастив да видите дека тој часовник заслужува место во македонската историја, заслужува да биде пофален, браво. Еве конечно македонски политичар има Шафхаузен од 50.000 евра или нешто слично. Конечно имаме богати политичари, милионери, кои што не представуваат достојно, со стил, со стас, глас не знам, но и со сати. Да не се разбереме погрешно. Мицковски најавуваше дека ќе ги апси овие од ДУИ, од Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија, дека ќе се расчисти со криминалците, ќе видат они, не може тоа така, и дека во Македонија повторно твоја, горда, позитивна, расположена, тоа ќе престане. Малку пропо овие релации, тоа не ми делува дека престанало, ама еве може ја грешам. Еве злите јазици ќе кажат Филип му се нафрлил на првоборецот примариус, професор доктор, дека има тука некои лични релации. Освен Валандова нема лични релации. Нити сум се видел, нити планирам да се видам. Значи нема лични релации, а за Валандова сум кажал наместен конгрес. Наместен конгрес. Без против кандидати, без доволен број на делегати и така натаму. Без ниеден историски објавен документ, записник за присутни и одсутни во тој конгрес. И по моје лично убедување, конгрес наместен за да се промени уставното име на Република Македонија, да се промени уредувањето на државата, да се воведе двојазичноста и се она што следеше после тоа. Па на некој начин сега позицијата која што држи и саатите што ги носи, може се сметаат и за награда. Но за тоа да си просудите сами. А ја ќе се вратам на мојата тема и коментарот. Значи, најави човекот, се извинувам, не можам више да ги редам функциите, нема ни почеток ни крај на функциите. Значи, човеков најави ќе ги апси. Ќе страдаат, ќе видат они и така натаму. И тоа е добро, аплаудирам. Треба да се апсат криминалците. Нели, како што вика почитуваниот Тошковски, со презумпција на невиност. Но, малку ми изненади една изјава оваа недела, каде што вика
човекот, значи вака сега, кога ќе кажам човекот, мислам на сите титули од почеток до крај, спомнати и неспомнати, и нека не се навреди човекот да сметаме дека ги абсорбира сите тие функции и дека едноставно го величаме. Политичкиот бог наш. Вели, ќе видат они од септември, сега ќе се посветиме да ги средиме малку институциите, ама ќе видат они од септември, многу да не се опуштат, ќе видат. А ја мислев од јуни ќе видат. Овие пресконференции што беа пред доаѓање на гордоста, на расположението пред да стане Македонија пак наша, се извинувам, Северна Македонија пак наша. Тоа така отворено, смело, прецизно и цврсто и сигурно се говореше дека ќе видат они од јуни, дека ќе има апсења, дека ќе одговараат. Ама сега од септември, долго жешко лето, малку консолидација и да се види умеѓу време што фали по институциите, односно кај се парите. И во исто така едно друго интервју, и го охрабрувам, браво, што почесто на интервјуа, ја ќе имам материјали за Cyber команда без проблем. Едно друго интервју вели 200 милиона евра фалат, украдени се. Она номерката му вика, 15 милиона евра повеќе се трошат за Лупевска се работи. И многу ги изнервира ботовите што го прашуваше. Она го праша и за платите на функционерите, како и за часовниците и за све друго, на кој што он не одговараше. Он одговара со замена на тези, ама и у таа замена на тези знае да се збуни. И вика, она му вика, за здравствените работници се потребни 20 милиона евра да им се покачат платите, нели за да бидат задоволни, колку толку да не бегаат од државата, да не настане понатамошен колапс на здравствениот систем, кој што може би, веројатно, и некој посакува. Сега предпоставете кој да се случи. И она му вика, 20 милиона евра е покачувањето, а 15 милиона евра се трошат на безполезно на функционерските плати, кои што, еве, и самиот, според негово признание, му се чисти 150.000 денари, со платени додатоци, он е околу 250.000 денари месечно. Значи, крвнички, едни крвнички плати во однос на просекот, а зверски во однос на минималецот. И он вика, 200 милиона евра се украдени на 20. Браво! За месец дена откривте дека се украдени 200 милиона евра. Па кај ќе ни биде крајот? Аплаудирам. Но има само еден проблем. Довршите реченицата и кажете кој ги украде тие 200 милиона евра, во која институција, и кажете зашто не се уапсени. Ако знам ја некој дека украл 200 милиона евра, треба да го уапсам. Посебно ако сум во позиција со Шафхаузен и премиерска фотелја, и политички бог, и институции на располагање. Треба да го процесирате тоа, така? Или станува збор за памфлет, пропаганда и сеење на лажни наративи. Ја не сакам да верувам дека лаже човекот. Ја сакам да мислам дека точно е дека се украдени 200 милиона евра. Ама сакам да видам консеквентно однесување за украдени 200 милиона евра. Кој, колку, каде, како и што потоа. Значи да не се прави, она му вика платите на функционерите, он вика украдени 200 милиона евра. Абе, добро, украдени уапси ги, а платите на функционерите, еве, ја уште еднаш да ве вратам. Дали мислите, еве, вие, драги гледачи, дека е соодветно да биде минималец 25.000 евра, денари, евра, сад шо е Боже, значи 25.000 денари, а премиерот да има 150.000 и председателот над тоа и министрите.
Дали е соодветно тоа? Вие да работите една година, односно они да работат една година, а вие 7 години за истите плати. Дали е тоа социјална правда? Дали во оваа релативно сиромашна држава, тоа го покажуваат бројките, статистиките на европско ниво секогаш. Секогаш сме на дното у последните 5. Дали во оваа релативно сиромашна држава треба да постојат политички позиции и плати кои што се привилегирани и кои што за 4 години ќе направат придобивка за себе, како човек што ќе работи 25-30 години на минималец, па толку ли се они супериорни? За тоа ли е борбата всушност? За ова и за тие плати? Да не зборам за тендери и други привилегии, секретарки, коли, бензин и така натаму. Скопје, на пример, е мала дигресија, е цело сконцентрирано администрацијата тука. Радиусот на администрацијата не е повеќе од 3 километри. Сите се тука, институции. Зашто да има илјадници шофери, илјадници коли, илјадници резервни делови, илјадници регистрации, илјадници бензини се трошат? Зашто? Почнете од некаде. Еве, одложувате апсења, ќе виделе они од септември. Ајде ова лето што ќе направите? До кај е, by the way, намалувањето на парламентот на ДВС? До кај е, by the way, една изборна единица? Тоа се од онаа фамозна илуминатска 1198 програма ветувања. Имам скриншотови од вашите објави. Ќе ги пуштам кај мене на профил. До каде се тие објави? Односно, најави за промени, кои што вие ги нудевте, ама сега некако топло ли ве фати, убаво ли ве фати, заседнавте ли убаво во фотелите, па нешто многу не зборувате на таа тема. И впрочем, зошто да не ги намалите платите за 78%? Јас мислам дека е сосема доволно секој функционер во оваа држава да има 1000 евра плата. Со 1000 евра плата може да живее, нели толку е кошничката. Па ако работи уште некој од семејството и некој мал луксус, некој поевтино садче од 500 евра. Не мора сите Шафхаузени да има. Или не ви се слуша. Или да не дојде, еве мало пророштво, во брзо време, ново зголемување на платите на функционерите. Значи, еве тоа од прилика сакав да го кажам, дојде до промена во оваа држава, во текот на оваа сезона, дојде до промена која што требаше да биде, не треба ни една власт да се задржува предолго време на власт, оти власта е сласт, а човеч колко нема дно, и едноставно некои работи добиваат своја девијантна форма многу брзо, сакале ние или не. И добро што се смени власта. Пак ќе кажам втор пат во оваа епизода, требаше по мене да има поделба на власта во парламентот поинаква. Требаше да се избалансира, да се даде простор на помалите партии, не затоа што не знам што може да направат, меѓутоа аздисот на една власт ќе биде секогаш помал кога има повеќе партии во парламентот, кога има различност. Тоа не го дозволува ни системот изборен, нити моменталната состојба на умот, меѓутоа кој вика дека мојата состојба на умот или моите размисли треба да бидат и ваши? Јас не. Но го задржувам правото да ги кажам. Така што, ете, се случиат големи промени и една предпоставка, ВМРО да имаше 48, СДС не мораше да има ништо повеќе од тоа што има, еве Левица да имаше 4-5 повеќе и 4-5 мали партии, сум сигурен дека немаше господинот професор доктор да
Што ни завршили и ова? Ве молам, илустрирајте ми емисијата кој што треба. Ова пуштете го, ми се допаѓа. А така. Пушти. Пушти слободно, нема ништо да сецкаме. Све ова дел од емисијата, од илустрацијата. Значи, кој не ќе ваква убавина? Па ја дури би се потргнал вака да ги гледаме овие убавини, овие совршенства од саати. Предобро, нели? Погледајте колку е добро. Но сум сигурен, да се вратам сега, сум сигурен да беше повнимателен народот, дека овие работи немаше да ги гледаме. Со 48 немаше да вади Шафхаузен и ќе се плашеше да не му падне владата. Он сега мисли дека има доволен број на пратеници и дека може и као Господ да се понаша. Е, добро, не као Господ, као монарх. Па да се шета со семејство во Вашингтон и така натаму, чисто као ројалти. И нека не се љути, немам потреба да спомнувам никого од неговото семејство. Тука само ќе илустрираме, пушти ми го мечок, каде што објаснува што значи ставањето на семејството во спотлајт, односно во преден план на интерес на јавноста, што самиот првоборец професор доктор Примариус го направи. Не го направивме ние тоа. Ние немаме потреба да дискутираме за никој, освен за него, неговите саати, Шафхаузени, се она што е негова појавност, затоа што он е јавна личност. Е, сега во јавниот дискурс го става и семејството, односно се крие позади нив во одредени ситуации и мислам дека во тешки муавет имаше многу добро објаснување на ова хипокризија, односно глумење дека некој му го напаѓа семејството. Не, самиот си го ставате напред. Тука може? Пошто злоупотребува, се правда дека некој му го напаѓал семејството, синот, не знам, господине Ајатолах Мицкоски, сам ги ставаш во јавен дискурс, твоето семејство, сам ги ставаш. Значи, сам сега викаш, мојата сопруга ми го поклони часовник. Значи, како да ти објаснам? Сега е прашањето, од каде се парите да купи часовник од 18.000 евра или од 45 ирелевантно, бидејќи во анкетниот лист кога го пријавуваш таму пишува имот на брачен другар. Значи и нејзиниот имот се пријавува. И немој се да го сватиш како нешто ние те напаѓа, не те напаѓа никој. Ама логично се постава прашањето и ДКС би требало сега да праша од каде госпоѓата има. И зашо не го пријавил? И зашо не го пријавил? Сам ги ставаш луѓето, мислам, дај не ги збори. Убаво викаш, тепајте ме мене. Океј, тебе тепа. Ама не ги збори, не се вади на тоа, не се вади со нив. Ги напаѓаме ово, не ги напаѓаме, сам ти ги ставаш под рефлекторот на јавност. Не ние. Еве, видовте кое е најнормалното, рационално објаснување и замолница до примариусот професор доктор другар, господин, лидер и све друго. Ај! Не ги ставај луѓето од семејството пред тебе, до тебе. Врши си ја јавната позиција, освен ако немаш намера Македонија да ја претвориш во монархија, ако мислиш да ја претвориш во монархија, образложи го планот, може ќе гласа членството од ВМРО за монархија, може ќе те гласа за доживотен тоа, како се вика, премиер, или не знам, не мора ни премиер и председател да има, може директно за монарх да те гласа. Образложи го тоа. И тоа е легитимно. Може сакаш диктатура да воведеш. Може сакаш национал-социализам. Значи, има различни девијации, има различни дисторзии, има различни насоки кои што човек онака како ќе изгуби правец, посакува да ги потфати. И образложи ги, и окей. Меѓутоа, овде немој да рониш крокодилски солзи, некој дека ги напаѓа луѓето од твојата околина, никој не ги напаѓа, никој нема потреба да ги напаѓа. Правам уште една јавна апологија до сите нив, ако они се усетиле нешто загрозени. И истите они треба да те замолат тебе да не ги ставаш нив меѓу тебе и јавното мислење, нив меѓу тебе и народот. Владеј како што ќе владееш, почна со Шафхаузени, ќе видиме дали со Филип Патек и Хубло или не знам што ќе завршиш, може ќе завршиш со ракета на Илон Маск. Ти очигледно е дека
како успешен енергетичар, знаеш да ги мултиплицираш парите од ништо, екс нихило. И владеј како што мислиш да владееш, ние тука ќе си коментираме, освен ако не похапсите, нели? Има закани, ќе не утепувате, ќе не бесите, ќе не колите. Не вие, некои таму на интернет, обскурни ликови, ботови, лажни профили и така натаму. Но ние ќе го правиме тоа што го правиме, сметаме дека има интерес јавноста да го види тоа, јавноста ќе се оценува, ќе види дали е добро. Се разбираме, нели? И ќе си продолжиме во третата сезона по истиот терк, кој што реков, со многу подобрена видливост, многу подобрена сцена, да го работиме тоа. Ти само патувај, ќе те болат колената, користи што поскапи карти и уживај во позицијата на политички бок. Ова до сега што го покажа е навистина деификација, навистина обриси, навистинска потреба да се биде над сите, да се гледа од Олимп, да се контролираат процесите според лична потреба. Тоа мене не ми се допаѓа, но ако на овие што слушаат заветна играат оро на вечер, им е окей, нека биде така. Оти никогаш не е битно мислењето на поединец. Во овој политички систем битна е бројката. Бројката сега ја имате. Терајте како што мислите, но барем, ако може, не ни го одземајте правото ние да коментираме. И честитки уште еднаш. Честитки. Браво. Браво. Секој од нас сака да дојде во можност барем во рака да го подржи тој Шафхаузен или да го има. Ама сега не е среќата, фортуната не е иста на сите. Вие сепак според ваше укажување сте иделе по потешкиот пат од факултет до председател на партија и председател на влада. Многу тежок пат, со многу големи обструкции. И сте таму кај што сте. А ние ја завршуваме втората сезона на Cyber Команда. Почитувани, јас сум Филип Петровски. Ова беше денешната Cyber Команда и последната епизода од втората сезона. Ќе направиме пауза. Некое време, летово, да се консолидираме, да видиме кој ги украде 200 милиона евра. И ќе продолжиме со трета сезона. Скоро, на ваше задоволство, може би на нервоза на некои политички структури, ама па што да правиме? Замислите па сите да не сакаат. Тоа би било утопија. А нас, што живееме во оваа дистопија, во ова разорено посттранзицијско, мултимилионерско, богаташко и олигархиско општество, каде што поединецот не значи ништо, на нас ни е сепак ова реалност. Краватава извадена, епизодата завршена, сезоната финиширана, но сепак морав да се вратам со еден мал PS. Никогаш не заборавајте, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.